Традиционално, како и секоја година, на Велики четврток, домаќинките ги вапсуваат јајцата за големиот христијански празник Великден. Се станува рано пред изгрејсонце и прво се вапсуваат 3 јајца, а секој од тие јајца си има своја символика. Првото вапсано јајце се нарекува уште и Божјарче, бидејќи е посветено на Господ. Второто е посветено за куќата, а третото некои го посветуваат за имотот, други пак за фамилијата. Членките од Здруженијето Перелдба од Прилеп, кои што веќе 2 децении ја чуваат оваа традиција, ни раскажаа за неа. Првото јајце го земаме, го ставаме во бојата, тоа е за Господ. А го земаме и второто јајце. Второто јајце иде за кујчата, за да биде да здравје на домаќините. Третото јајце е за децата, кои треба да се радуваат, да бидат здрави и живи. Од кога ќе се вапчат јајцата, ние ги вадиме од бојата. Ги оставаме на страна. Од кога ќе ги вадиме јајцата црвени, сите, одиме, домаќинката, мајката на децава, го зема јајцето и оди кај дечината, кај што спие во спалната, во детската. Ги поминува по образите и вели црвено-бело, дебело, да е здраво и живо, цела година. Тоа јајце, првото јајце што го вапцувавме, го земаме јајцето, го ставаме на пенџере. Ги изнесуваме за да првата сонце, што ќе угрее првите зраци, за да го угрее сонцето, првото јајце. Тоа е за домашните здраве и живот да биде. Традицијава потекнува за вапцување на јајца од многу години. И кога оделе Марија и Магдалена на гробо кај Исус Христос, првен ги пречекал римскиот цар. И тие му рекле, одиме на гробо, за да видиме дали е Исус Христос воскреснат. И римскиот цар му рекол, ќе воскресни Исус Христос, кога ќе биде црвено јајцето, тоа белото јајце, кога ќе стани црвено, тогаш ќе воскресни. И во истиот миг јајцето се вапцало црвено. И тогаш рекле, сега Исус Христос, Марија и Магдалена рекле, воскреснат е. Кога отишле на гробо, Исус Христос го немало. Инаку според православната црква на Велики четврток, за време на тајната вечера, Христос ја воспоставува светата Евхаристија, односно причестувањето. Исто така, на Велики четврток, тој е предаден од страна на Јуда. За секој од овие предвеликденски денови има разни обичаи кои што се практикуваат. Утре, на Велики петок, се оди во црква, каде верниците ја целиваат плаштаницата, односно платното кое што го символизира Исус Христос. А во сабота се прават последните подготовки за најголемиот христијански ден Великден. Во петокот е најтажниот ден во христијанството, односно погребувањето на Исус Христос. Одиме во црква, децата ги облекуваме празнично, бидејќи за Великден секогаш им купуваме нешто ново и ги носиме на целивање на плаштеницата. Денот го поминуваме во жалост, во тажна атмосфера. Вечерта исто одиме на погребение Исусово. Во саботата дозволено е да привршиме со домашните обврски во семејството и вечерта пред полноќ одиме на Воскресението Христово. Вечер, после Воскресението имаме божествена литургија, со која веќе се објавува и Исусовото воскресение, односно неговото повторно раѓање, односно верата во која ние веруваме дека
по смртта има друг живот, односно сите ќе воскресниме и ќе ја прославиме заедно нашата христијанска вера. Прилеп има на вистина посебни обичаи кога доаѓаат овие великденски денови, а освен по старата, нив подеднакво ги почитува и помладата генерација.